да застанеме и со чист образ, гордо срце повторно да ја побараме поддршката. Зошто го велам тоа? Кога влеовме во општината како совет и прв мандат на градоначалникот, имаше доста проблеми кои потекнуваа од задолжената општина. Имавме многу на хартија ставени проекти за кои требаше голем буџет. Нашата општина во однос на буџетот и како општина е мала во однос на буџетот мала. За сето тоа што требаше да се изреализира, требаше големи пари. Неговата посветеност и растрчаност. Човек кој 24 часа работи мисли за општината. Тие пари не само од општински буџет. Преку проектите се аплицираше во министерствата на нашата влада. Се аплицираше во странски донации. За тоа толку имаме изградено. Не е тоа само од парите во општинскиот буџет. Посветеноста во првите 2 години од мандатот беше да се раздолжи општината. Голем придонес за незиното раздолжување даде и владата на Северна Република Македонија, која ги помогна општините да ги изменаџираат тие средства и да се раздолжат. Но не сите општини успеа во тоа. Нашата е една од малкуте општини кои успеа правилно да ги искористи овие средства и нема да доложам понатаму за тоа што после мене има говорници кои ќе ги презентираат сработените работи и за Будинарци, и за другите села, а и за општина Берово, за тоа што и самото Берово, сето тоа што таму се реализираше е важно за сите села. Само сакам на оваа приквечерина денеска да повикам на 17 октомври, гордо да излеземе, храбро да излеземе. Во Будинарци завршија притисоците и теглењата на народот. Секој слободно да излезе и да си го даде својот глас, како што мисли дека треба. А има зошто. Затоа што зад нас стојат големи дела. Општината е на правиот пат. За општина Берово, за 12 бројот на листата за советници и 12 за кандидатот за градоначалник Звонко Пакески. Да сте ви живи и здрави, да гледаме повторно. Навистина имавме проекти за Берово. Имавме проекти за секое населено место, за секоја група на граѓани, секој сегмент на локалното и општественото живење. Но дозволете ми вечерва само да ги набројам накратко проектите кои успешно ги завршивме во првиот мандат за Будинарци. Инфраструктурните проекти се слика за подобрувањата што ги доби Берово во изминатите 4 години. Еден од главните проекти на ниво на општина Берово беше реконструкцијата на регионалниот пат Виница-Берово. Градиме и ќе градиме по план. Изграден е колектор за фекална канализација, со што се заокружи процесот за собирање и третман на отпадните води во горното течение на реката Брегалница и директно се влијае на заштитата на животната средина и заштитата на самата река. За овој проект околу 2,5 милиони денари обезбедивме како трансферна средства преку Министерството за животна средина и просторно планирање и 750.000 денари обезбедени средства од општинскиот буџет. Буџет кој се полни од вас граѓаните, од доноците кои секој ден ги плаќате, а со кои ние редовно преку инфраструктурните проекти овозможуваме возврат на средствата водо кај доверителите, а преку нив се докружува циклусот кај граѓаните, лицата кои земаат пата и така натаму. За жал, во претходниот мандат тој циклус беше прекинат и се вложи огромен напор за да истиот повторно се врати до вербата и циклусот нормално се одвива до ден денес. Истовремено, со средствата од општинскиот буџет во износ од 1 милион денари е направена првата фаза од отворениот канал од регионалниот пат до Мегдане во селото. Осветен е спортскиот терен на подрачното училиште. Подобрено е јавното осветлување. Поставени се нови кошеви. Затоа што вие тоа го истакавте за приоритет и затоа што ни бевте партнер на локалната власт во креирањето на проектите за Будинарци. Овде не престануваме, продолжуваме понатаму со уште посилно темпо. И во иднина ќе продолжиме со изградба на улица во селото, со дограба на каналот во селото втора фаза
и секако со доизградување на крак од колекторот од основното училиште до река Бреганец. А веќе во следната недела ќе поставиме нови контейнери и нови мрежи со што ќе подобриме и јавната чистота не само во Будинарци, туку на подрачјето на целата општина. Не обвинуваат дека контейнерите сме ги наменски употребиле за потребите на кампањата. Не, почитувани граѓани, ние наменски го употребивме за да ја подобриме јавната чистота, да ја оправдаме вашата доверба. Земајќи ги во предвид сите релевантни фактори кои нудат развој и системско решение на сите проблеми. Во таа програма за Берово има проекти за сите. Во рамките на програмата за подобро утре за нас и за идните генерации, за поквалитетен живот на сите граѓани на општината, ве повикувам на 17 октомври да излеземе на избори и да го заокружиме бројот 12 за советничката листа, чиј носител е професорот Стело Суџуковиќ. И 12 за листата за градоначелник, за која стојам јас, Звонко Пекевски. На тој начин да го избереме недоброто за Берово, недоброто за Будинарци, да продолжиме со развојот и напредокот на општина Берово. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечно Будинарци, да ни е вечна општина Берово. И благодарам.